Градот Скопје по неколку месечни подготовки донесе одлука за основање на ново друштво за енергетски дејности, чии што основни дејности ќе бидат снабдување со природен газ и топлинска енергија. За да може да функционира компанијата, од буџетот на градот издвоени се 250.000 евра, што според проценката на советникот на опозицијата Лука Кржаловски се недоволни за нормално функционирање, ако се земе во предвид дека годишните расходи на сегашната компанија за оваа намена, Балкан Енерджи Груп, се 150 милиони евра. На ова реагира скопскиот градоначалник Петра Шилегов со образложение дека градски енергетски системи приходот ќе го добива од сметките за грејење, а придобивките од новото предпријатие ќе се почувствуваат најмногу во намаленото загадување на воздухот. Во моментот кога градски енергетски системи ќе стане дел од енергетскиот систем на град Скопје, бидејќи ќе ги имаме производителите енерганите како третиот сегмент. Во истиот момент градски енергетски системи влегува во така наречениот билинг систем. Средствата кои што сега ги зима БЕК по основ на издавање на сметки ќе станат приход на градски енергетски системи. 14.000 домакинства се исклучени од системот на централно грејење и го загадуваат воздухот во Скопје. Новото градско предпријатие, според очекувањата на Шилегов, топловодната мрежа ќе ја превземе пред почетокот на новата грејна сезона, но останува нејасно на кој начин, ако се земе предвид фактот дека Балкан Енерджи Груп во 2013 година добила лиценци за дистрибуција и производство на топлинска енергија со рок од 35 години, а за снабдување за 10 години. Неудамна градоначалникот Шилегов се повика и на законот во кој стои дека производството, преносот и дистрибуцијата треба да се одвоени, исто како што е случајот и со мрежата на електричната енергија, па затоа во системот постојат ЕВН, МЕПСО и ЕЛЕМ, секој со посебна функција. Шилегов тврди дека сметките за грејење нема да поскапат, туку напротив, на граѓаните ќе им биде вратено тоа што им било бесправно одземено. Ме боли, кога знам дека градски енергетски системи била фирма која што можела слободно да функционира последниот 13 години. И некој не го направил тоа, туку дал лиценца денес на фирма што се основала утре и таа раководи со нашиот топловоден систем. Ете ви го БЕК. Лиценцата ја добил на 28 денеска, а фирмата БЕК е основана на 29 утре. Издадена е лиценца од страна на регулаторна комисија на непостоечки правен субјект. Од друга страна, Балкан Енерджи Груп преку соопштение го изнесе својот став во врска со одлуката на град Скопје за формирање на ново јавно предпријатие за стопанисување со топлинска енергија и газ. Оттаму истакнуваат дека компаниите во состав на БЕК се деловни субјекти кои поседуваат важечки лиценци за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија на територијата на Скопје. Сите наши активности се одвиваат во согласно со законите на Република Македонија и согласно со одредбите на важечките лиценци, па од тука ние продолжуваме со нашите активности за подготовка на новата грејна сезона во интерес на потрошувачите, се навидува во соопштението на БЕК.